Државата е должна да обезбеди чиста животна средина, но што направи ти за да го подобриш квалитетот на воздухот? Високата концентрација на PM10 и PM2,5 частичките предизвикуваат сериозни заболувања кај луѓето, а особено кај децата. Бројни студии покажаа дека аутизмот, АДХД, односно синдромот на дефицит на внимание, хиперактивност, се должи на аерозагадување, но исто тако на што најмногу ме загрижува е тоа што веќе бројни студии покажаа дека степенот на интелигенција, коефициентот на интелигенција драстично опаѓа кај деца кои што биле изложени на аерозагадување за 1 до 5 поени. Многу порано ќе му се јават кардиоваскуларни заболувања, особено во првата година ќе има многу почести респираторни инфекции и заболувања, зголемена стапка на алергиски реакции, дали е тоа синозит, ринит, алергиски, дали е тоа вклучително астма. Податоците покажуваат дека во Северна Македонија годишно поради аерозагадувањето умираат меѓу 4000 и 5000 луѓе. Кај возрастните доминираат циркулаторните заболувања, односно ќе следиме мозочниот удар, инфарктот на миокардот, но исто така периферни тромбози. Меѓутоа кај возрастните зголемената стапка на Паркинсон, Алцхаймер, но вклучително и деменциите кои што се во пораст, не се должат само затоа што старееме и подолго живееме, туку влијанието на животната средина, односно квалитетот на воздухот си го зема данокот и преку зголемена стапка на тие заболувања. Тука е моментот што јас досега не сум сретнала некоја наша институција во која што овие пресметки што ги правиме и проценки што ги правиме ќе ја стави во центарот на креирањето на било каква политика. Например, ако се одлучиме да градиме нуклеарна централа, колку здравието, какви ќе бидат влијанијата врз здравието на таа нуклеарна централа, при тоа да ги искористат пресметките кои што ги продуцираме ние, Светска здравствена организација и така натаму. Инспекторите зајакнати со употреба на иновативни технологии од типот на сензори, дронови, да го детектирате веднаш загадувачот и веднаш да го казните, па ако треба и кривично да одговара, проблемот може да се реши на тоа централно ниво. Неколку студии на UNDP во соработка со Универзитетот Гоце Делчев во Штип покажаа дека главни извори на загадување се домаќинствата и јавните објекти кои што се греат на фосилни горива. Што значи дека во зимскиот период доминантен извор на загадување е загревањето на домаќинствата и јавните објекти. Меѓутоа, она што со последната студија што беше објавена пред неколку дена на UNDP, во неколку други градови, Струмица, Струга и така натаму, се покажа на површина дека голема улога во летниот период игра сообраќајот, но она што најмногу мене лично ме загрижува, појавата на ресуспендирани честички, што значи дека честички кои што биле големи честички на прашина, меѓутоа заради активностите, интензивен сообраќај и газење по улиците на таа прашина, често пати достигнуваат поситни големини. Главната препорака кога е многу загадено да не се излегува непотребно надвор и да се нема интензивна физичка активност, да не мора да се вози велосипед или да се пешачи во тој момент кога мерните станици покажуваат на воздух. Главните ветришта и препораки во последно време се да се формираат така наречени зони, pollution free zones се нарекуваат, односно зони без загадување, особено околу училишта, околу здравствени установи и околу домови за стари лица, или домови за згрижување на оние најранливи социјално загрозени лица и така натаму.